Во сите тие смисли што ги споменувате. Таа лојалност во Македонија постои, а секој кој не е лојален, мислам не лојален, кој е опозитен со позитивните законски норми, тој си сноси и санкции. Ако се почне од уставот, нели, ставот на мојата партија на подмладокот, дека да се смени, треба да се смени. Сега, ниеден устав не е непроменлив. Факт за тој, мислам, иницијативата за промена на уставот, според нас тој е еден од генералните генератори на меѓуетничките тензии во Македонија. Сакам само да се дефинира за митингот кој е одржан во Скопје. Тој митинг е поддршка на мирниот начин на кој косовските албанци се одупираат на српскиот терор. И ја не знам тука што е негативно. Ја не знам зашто и македонците не му се приклучија на тој протест. Во цел свет се протестира против нечија агресија кон некого, кон деца, кон жени и така натаму. И ја не гледам тука ништо негативно. А плюс треба се свати дека и они се албанци, ја мислам дека и тебе, Филип, не ти е се едно дали некој македонец во Австралија се малтретира или не. Значи има некои така меѓунационални врски. Плюс треба да се свати тоа дека ние со Косово, со косовските албанци сме живееле во иста држава до пред 9 години. И сигурно постоеле тие меѓу семени врски и така натаму, и традиција и други работи. Ја не гледам ништо негативно во тој митинг кој е одржан во Скопје. Митингот беше јако мирен, мислам, немаше тука некои провокации. Имаше изнимни случаи на провокации кои според наши сознанија и не се инициирани од албанците, него тоа се тие негативни елементи кои ми ги викаме и тие се вметнати тука. Добро, мислам, го гледам часовникот пред пола сат, ние уште не сме ни почнале. Така да мислам дека треба да биде повеќе ефикасни да се пребација на конкретни теми. Вака сега, мислам, го слушам Филип збори за поддршка граѓанство. Мислам, воопшто не соодветствува сега со темата да збори. На крај постојат избори, што не чекаат и на крај постојат избори што помина почнани, што може да кажат кој колку има поддршка во граѓанството. Така да, мислам, сосема не... И Битола. Да, и Битола. Да, го имаме Битола, нели? И имаме проверката последно. Ако мислиш на тоа. И ако сакаш нешто ме прашаш, спремен сум да ти одговарам. А не дојав да те прашувам. Тука имаме новинари, ќе ме прашувам. Може да кажам што не спојуваш. Сепак ја мислам дека треба да бидеме ефикасни да се пребаци на главните клучни теми. Сега да не може Целта беше да сликаме подмладоците и ова е една слика за подмладоците. Ма добро слика, ама можеме ние да збориме со празни зборови цела вечер. Така да дадете конкретно кај се проблемите во оваа сфера, да видиме секој од нас што мисли. На крај да си ги кажеме ставовите, дека најбитно е тоа. Ние генерално мислам како држава и како политичка култура и политичко ниво се соочуваме со таа деформација, дека многу тешко се доаѓа на пример конкретно до ставови. Сега можеме ние саат и пол да збориме, тука ништо да не кажеме. Даде конкретно, имаме конкретни и судири и проблеми во оваа сфера, која што сите сме свесни, да е реално како... Добро, мислам, ја неќем да ја водам емисијата. Мислам дека збор